9 август е Светскиот ден на сиромашните, признат од страна на Организацијата на Обединетите нации. За таа цел овој ден разговараме во ова издание на емисијата Македонија на утро. Разговараме со Душко Христов од Банка за храна. Добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро, благодарам на поканата. Да, често сте тука, често разговараме на ова и слични теми. Светски ден на сиромашните, скоро 10% од светот живее во екстремно лоши услови, тоа се официјални податоци кои што може да се најдат во изворите на информации, се разбира на интернетот. Зошто е значено да се одбележи овој Светски ден на сиромашните? Прво, Светски ден на сиромашните има и ќе има. Нели? Тоа е една општа, добра, позната, да речеме, реченица која што и став. Меѓутоа, добри се овие денови, ви претежно медиумите, односно јавноста, да на некој начин алармира дека на вистина во одредени општества, па и во нашето не источок, дека постои сиромаштија. И ваквите денови, за 10 дена ќе биде Светски ден на хуманост, 18-19 август, и така, ред денови во текот на годината се посветени токму на одредени, да ги речеме, значителни теми од нашето општествено живење. Така да, денешниот ден е посветен на сиромашните. Ние го посетуваме денот на сиромаштите, тој е нотиран, знаеме дека постои. Се одбележува ли некако? Постојат ли некакви организирани евенти, манифестации со кои ќе му се предочи на светот дека сиромаштијата постои и дека не смее да се занемари? Без вас медиумите овој ден нема да се одбележува, ќе бидам искрен, бидејќи било кога да го прашате во институциите или во поголемите, да речеме, општествени текови и движења, нема да го спомене овој ден, иако за волја на вистината, бидејќи знаеме и самите дека е летен период и дека се времето е како што е, но секако дека ние како граѓански организации активисти треба да му посветиме должно внимание на овој ден. Без вас овој ден немаше да биде споменат барем во нашето општество. Вие се занимавате со една благородна дејност со која им помагате на луѓето кои се во неволја, на луѓето кои што не можат да опстанат сами или тешко опстануваат. Вашата организација се нарекува Банка за храна. Во вакво современо општество кое што може да оди само напред, би требало сите луѓе на овој свет да ги имаат барем основните услови за живот, а тоа е здравство, чиста вода за пиење, чист воздух за дишење и храна за јадење. Се соочуваме ли со сериозни ситуации во однос на сиромаштијата денес во светот? Кога зборуваме за сиромаштија, ние велиме дека гладот е најтежок вид на сиромаштија. Да, можеш да преживееш без облека, можеш без било што, може и да останеш необразован. Може некоја болест, ја викам некоја мала болест или ситна болест да помине и со некој природен лек кој што не мора да го купиме. Но сепак храната е таа која што го движи нашиот организам и ние сме човечки битија кои што без храна не можеме да функционираме. Ситуацијата не е баш така розова и по последниот податок од Заводот за статистика, тоа се нивни податоци, не се наши и ваши, да сега кажуваме дека инфлацијата во Македонија е 24,3%. Од прилогот предходно, па и од прилозите кои што вие како медиумски работници сте ги забележили минатиот ден, денеска и периодот кој помина, укажува на фактот дека дел од сиромаштијата во Македонија, значаен дел од сиромаштијата се продлабочува. Така да, ако сме биле соочени со потреби или апели за помош од страна на граѓаните кои што се во незавидна ситуација или се социјално загрозени во таа некоја дефиниција, тогаш велиме да во Македонија, поготово после ковидот која почна, па сега и ова енергетска и било која друга криза која што веќе не знаеме ни како да ја формулираме, дека стиска на најголемиот дел од нашето население во Македонија. Добро, располагате ли со некоја бројка, макар и приближна, макар и паушална, колкав број на луѓе се соочуваат со недостаток на храна? Неблагодарна, бидејќи, знаете, има да речеме, ние сме во неколку општини прилично активни и имаме добра соработка, дури па тие институции самите ни ги доставуваат своите податоци и дебатираме на таа тема. Меѓутоа, јас само ќе спомнам еден податок. Ние, благодарејќи на градоначалникот на општина Центар Горан, на општина Кавадарци Митко Јанчев, со нашите локални партнери и луѓе,
имаме можност да пристап до таквите податоци и можеме да направиме на споредба што значи сиромаштија на земја, односно од секојдневието и сиромаштија на хартија. Големи се разликите во бројките на луѓето кои што навистина имаат потреба и оние кои што се на самите листи, да ги речеме, за приматели на некаква социјална помош. Јас зборам од аспект на храна повеќето. И податоците велат по нашите истражувања, бидејќи ние како организација сме 12 години во етерот, укажуваат на фактот дека во она време кога ние ги правихме тие некои наши анализи, не сами, тоа со наши партнери организации во неколку градови во Македонија, укажува на фактот дека над 70.000 луѓе, ние го зборуваме тој како факт, дека јадат 2 до 3 пати неделно, не е секој ден. Тоа е еден показател кој што до сега ни една институција не го побила како факт, или па било кој друг чинител кој што работи во оваа област. Наспроти тоа, сигурно ќе прашате, а ја да одговорам одма, што со оној вишок од храна, бидејќи Македонија, Европа, европските земји, бидејќи како банка за храна сме и членка на Европска федерација на банки за храна, па одредени податоци ни се достапни да можеме да ги пренесеме во нашата јавност, односно да ги споделиме. Тама постојат одредени закони, правилници и начини на собирање тој вишок храна. Ние до пред 2 години во Македонија зборот вишок храна не постоеше. Зборувам од аспект на, можеби, зејтин, односно масло не се фрла, брашно или шеќер. Меѓутоа се фрлат други производи кои што можеби, но со сигурност ќе помогнат во исхраната на бројни фамилии во Македонија. Така да, ние како организација поттикнуваме, апелираме да властите го извадат еден предлог закон што во 2019 година заедно со неколку институции во таа работна група да го извадиме на маса тој закон. Тогаш бевме 13 институции, представници и неколку невладени организации да го извадиме тој закон на маса, да видиме што е му фалинката, па да почнеме да едноставно му дадеме форма и облик и начин како тој вишок на храна ќе доспее до крајните корисници. Успевате ли, според вас, постоите релативно долго, повеќе од една деценија, успевате ли барем малку да го амортизирате, да ја амортизирате оваа појава и да им помогнете? Па еве јавноста нека суди, ако кажуваме дека во 2021 година се извинувам, собравме, поделиме негде, собравме 357 тони храна, 348 тони поделивме. Претежно сме присутни, како што споменав, во општина Центар и во општина Кавадарци, Штип, Битола, но и во места кога имаме поголеми акции преку Цивика Мобилитас, скоро имавме акција каде што споделивме во 4 општини преку 200 семејства. Претходно имаме подршка од владата над 500 семејства, исто добие храна. Оно кога имаме поголеми донации, кога можеме да го оформиме тој блок на донации, односно прехранени пакети, тогаш имаме прекрасни партнери и добри соработници во над 20 на градови во Македонија, каде што на заедничка основа ние им доставуваме пакети со храна, они врз база на локалните листи, бидејќи ние не знаеме како е во Дебар или во Делчево или во Георгелија, така да они си ги прават своите листи и знаат кому да ја доделат таа храна, таа помош. Хумани ли се македонските граѓани, донираат ли храна? Кога има, донираат. Меѓутоа, во ово тешко време, морам да бидам искрен, малце е опаднат трендот на помошот за самите индивидуи и граѓаните. Веќе во последно време, од синоќа информација, тоа ќе биде, можеби, ексклузивно и за овој дел, што ме поканивте се Варево да бидам ваш гост. Хотел Радика од Маврово, планирате на поголема акција, заедно со Банката за храна, да една значајна група на сиромашни дечиња од тој крај тамо да на некој начин помогнеме да во текот на своето образование имаат достоен оброк, да бидат спастрени како што треба и така. Постои ли нешто поблагородно од тоа да видиш едно дете кое што не може да се снајде во животот, да биде среќно барем за момент, да му се дозволи да јаде? Тоа е добро символично прашање од аспект на символиката на која што укажуваме на тоа, која ќе видите деца кои што можеби никогаш во живот не виделе чоколада или круасан или било кој производ кој што за нас обичните не е нешто. Тоа е малце болно, да бидам искрен, затоа што знаеш дека на таа страна дека денеска ќе му подадеш, меѓутоа кој знае кога следниот пат ќе можеш да му подадеш. И знаеш што значи кога 5 или 10 минути ти се јаде, па трчаш
дома да јадеш, да ручаш или да вечераш, а што значи за овие луѓе, за овие деца, кога не знаат кога ќе биде нивен следен оброк? Тоа е најголемата прашање за најголемиот број на наши граѓани, па дури и вработените, кои што морам да признам дека над 80% од гранките, сите гранки што се во Македонија, кои што се ниско платени и да земат 18.000 денари, нели, на ниската плата, сепак не се доволни за она синдикална кошничка што веќе кажуваат, кој што летна над 37.000 денари, и двајца вработени не може да достигне нивото да ја пополна таа кошничка. Од тој аспект ќе бидеме сведоци на ефтина храна, каде што горото население ќе се концентрира и ќе купува храна колку да преживее, било каква нема да гледа ни квалитет, ни рок на употреба, него ќе мора да ќе треба. Меѓутоа самите одредени делови самите сме криви, бидејќи ние како организација, на што рековме делови до активностите, поттикнуваме да во руралните средини, каде што можеме да влијаеме, да помогнеме одредени поединци и семејства да произведуваат храна. Ај прво за себе, оној вишок ќе пробаме да го споделиме или да го продадеме помеѓу нас, колесниците кои што можеме. Она кинеската или јапонската веќе изрека не заничива е, меѓутоа вика, ако му даваш риба, ќе го нахраниш еден ден, ама ако го научиш да лови риба, ќе има за цел живот. Тоа е нашата филозофија со која што од периодот пред некој време ние тргнуваме и веќе имаме конкретни, да речеме, постапки и фамилии кои што ќе ги помогнеме, поддржиме, кои што во догледно време треба да се застанат за сами нозе, бидејќи со 11.000 денари социјална помош тој поединец или семејство не може да преживее. Имате ли помош од постојат ли во Македонија општествено одговорни компании кои што, например, произведувачи на храна, чии што залехи се на крајот на рокот, не мора да истечен рокот, нели се разбира, туку пред крајот на истекувањето на рокот или слично, да донираат некакви пакети за... Ви спомнав да имаме 7-8 компании, да не ги навредам, бидејќи има... Не реклама, ја би направила реклама, меѓутоа во не се сите постојани секој месец, ги имаме над 20 и повеќе, затоа спомнав пред малце тоа се партнерите кои што ги дадат. Иницијативата, но оно го спомнува законот за донирање на вишок храна, тој што треба да излезе на маса, бидејќи самите тие оператори со храна, дали се производители, дистрибутери или продавачи, ќе имаат форма, облик, начин како таа храна да доспее до крајните корисни, бидејќи денеска сме сведоци на бројни злоупотреби и на нивните донации од страна на одредени граѓански организации и поединци, но и на незнаењето на начинот како и кому да се поверува или на кој начин да му се даде тој вишок храна. Добро, може би во тој закон може да се предвидат и некои даночни олеснувања за тие... Да, во тој закон е предвиден еден посебен член кој што алудира на законот за донации и спонзорство, каде што исто ние како организација сме дел од работната група, кој што во овој моментов се на некој начин треба да го адаптираме, каде што одредени бенефити благодарејќи на банката за храна ќе имаат своји овие компании оператори, пред се операторите со храна, каде што во тој закон ќе мора да има поглаве посебно донации во храна. Меѓународните институции имаат ли тие слух за сиромашните земји? Да, ќе се вброиме во земјата, во една од земјите кои што се сиромашни. Имаат ли тие слух за ваквата состојба? Има ли некакви програми и помош од страна? Европската унија предржана кон каде целиме, како што споменав, ние сме членка на Европска федерација на банки за храна, има бројни такви програми и самите општества на еден по друг начин функционираат. Еве како пример само ќе кажам за гледачите да биде податок, дека фондацијата, односно банката за храна во Италија на дневна основа, значи на 365 дена, помага 1.300.000 луѓе. Ја викам дајте дојдете во Македонија да ми помогнете, но се шегувам. Значи тоа се огромни капацитети, каде што сите ние заедно во Европа над 880.000 тони храна собравме и поделихме во 2021 година. За 2022 податоците ќе бидат понатака. Тоа се огромни количини храна кои што сме успеале да ги спасиме од ѓубриште, да не помисли народот дека тоа е расипана храна или не, тоа е храна со тесен рок на употреба, на што спомнавте, која што може да биде дел од секојдневието на загрозените семејства. Кои се вашите следни проекти, активности? Па еве кажав, значи во моментов со дел од компаниите кои што сакаат да помогнат, особено во овој дел,
преку Цивика Мобилиза, кој што заврши, меѓутоа успеавме да обезбедиме преку e-Crowd, првата македонска платформа за донации, да оправиме едно семејство во Радовишко, имаме веќе уште едно. Имаме еден мал проект од Министерството за животна средина за подигање на свеста во Кавадарци и околината околу вхрлањето храна, безбедна храна и така. Значи, ние не седиме, а башка се оние секојдневни, да речем, секојмесечни активности, пакување и споделување над 150 пакети во општина Центар и над 110 пакети во општина Кавадарци. 9 август, Светски ден на сиромашните, Душко Христов од Банка за храна, гостин во емисијата Македонија на утро. Имате благородна мисија, да се надеваме дека ќе продолжите така и да си посакаме дека на што помал број на граѓани ќе им биде потребна вашата помош. Да, ви благодарам. Ја би сакал да ставиме клjuč на Банката за храна, тоа значи ќе нема гладни, меѓутоа... Или барем да постои символично, само да потсеќа дека некогаш било тешко. Да, и на тој начин би сакале да укажеме на фактот дека солидарноста и само солидарноста е денес и утре, кој што може да на некој начин да помогнеме на бројни групи на граѓани. Благодариме. Ние, почитувани, продолжуваме понатаму со музичка номера и со следниот информативен блок.